Исклучително почитуваниот целер има тајна за да биде вегетативно успешен во нашето поднебје. Раде Ангеловски, кој за повеќе од 50 години ги открил сите афинитети на целерот, за него може да зборува многу долго. Кога се сади целерот? Целерот сади преку цела година, што значи почнува од март сега, а завршува во декември. Значи цела година го има целерот. Како се заштитува целерот од различни болести? Целерот е многу отпорен на болести, само едно прскање летниот целер, а зимниот целер не се прска затоа што нема болести, температурите се ниски, болести не фаќаат. Која е разликата на летниот и зимниот целер? Целерот е исти, и летниот и зимниот, само има многу сорти затоа што некоја е брза, некоја е спора. Какви сорти на целер има? Диамант, Прецедент, Белина и други многу има. Дали бара целерот многу вода? Вода зимно време во месецот нешто го бадеме, а додека летно време во неделата нешко. Каков е родот оваа година? Па прилично добро, значи зависи од нивата, прво од почвата, а второ и од квалитетот на земјата. Каква почва бара целерот? Колку може да биде поробка земјата, повеќе праве. Значи поробка земја. Дали се ѓубри целерот и каков тип на ѓубре се користи? Исто, кај мене само домашно ѓубре се фрла. Јас секој година фрлам по 8 приколици на декар ѓубре од овчо. Која е цената на целерот? Целерот е 100 денари од парче. Каква е поборовачката? Па прилично добро. Ова се цените од денешниот пазарен ден. Домат 120 денари за килограм, блак пипер 200, компир 40, спанаќ 60, марула 40, банана 90, лимон 90, мандарина 110, портокал 80, киви 70 денари за килограм.